Добре дојдовте во ново информативно издание на Дневникот на Телевизија Плюс. Да ги погледнеме кратките најави, останете со нас. Патронен празник на гимназијата Гоце Делчев. Стратегија за социјална инклузија на ромите. За кого бијат камбаните предизвика огромен интерес. Денеска се одбележуваат 120 години од смртта на македонскиот револуционер Гоце Делчев. Кумановската гимназија, освен патронен празник, прославува и 77 години од своето постоење и успешна работа. Гоце Делчев загинал на денешен ден во 1903 година во селото Баница во битка со османлиските војски. Со положување на свежо цвеќе пред бистата на својот патрон, денеска Кумановската гимназија, која го носи името на македонскиот револуционер, одбележа 120 години од загинувањето на Гоце Делчев. Покрај патрониот празник, гимназијата денес прославува и 77 години од своето постоење и успешна работа. По тој повод, делегација од општината и Советот на општина Куманово, Сојузот на борци од градот, ветерани, политички партии, граѓански здруженија, просветни работници се поклонија пред бистата на Делчев и дадоа почит кон неговите дела. Подготвивме убава програм од страна на нашите ученици, благодарност до оркестарот Симфониум, до нашиот колега Филип Петровски, кој што активно работи за да го промовираме училиштето. И исто така би се заблагодарила и на професорката Јасмина Денковска, која што сега неодамна заедно со нашите ученици и со оркестарот и се представија многу успешно во Германија со проектот Еразмус Плюс. Тоа сега ќе можете да го видите дел од нивното представување, што значи дека за нас веќе знае и Европа. Гимназијата Гоце Делчев е меѓу првите училишта во градот кое што беше целосно реконструирано и е меѓу ретките кое до минатата година имаше активни 13 Еразмус проекти. Реконструиравме подрумските простории, направивме просторија за фитнес, што ќе можат и наставниците и учениците да можат да се релаксираат и дел од нивниот час по спорт да ги реализираат активностите. Направивме многу убава просторија за креативноста на нашите ученици по предметот ликовна уметност и се надеваме дека уште поуспешни ќе бидеме. До минатата година имавме активни 13 проекти, сега се некаде околу 7 активни проекти кои што навистина успешно ги реализираме. Меѓу сите тие каде што учествуваат учениците, сега неодамна заврши во 2 наврати посета и едукација на наставниот кадар, што е тоа многу битно за воспитниот процес во нашето училиште, бидејќи се запознавме со многу нови информатички технологии и алатки кои што можеме да ги применуваме на часовите и да введеме една модернизација. Утре од 11 до 14 часот во гимназијата Гоце Делчев ќе биде организиран отворен ден за 9 оделенците кои што ќе имаат можност да дојдат и да се запознаат со подрачјата кои што ги нуди ова училиште за изучување. Во посета на гимназијата утре ќе бидат и шпанскиот и францускиот амбасадор во земјава, а освен што ќе биде промовирана стихозбирка, во училишниот двор ќе има и дефиле на олдтајмери организирано од Сдруженијето Пежо 404 кое доаѓа заедно со францускиот амбасадор. Граѓани почитувачи на ликот и делото на поранешниот доживотен председател на СФРЈ, Јосип Броз Тито, денеска положија свежо цвеќе пред неговата спомен плоча во чест на 43 годишнината од неговата смрт. Меѓу нив беше и градоначалникот на општина Куманово Максим Димитриевски. Смртта на Јосип Броз Тито, доживотниот председател на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Сојузот на комунисти на Југославија на 4 мај 1980 година, е еден од најзначајните настани во историјата на Југославија. Титовиот погреб одржан на 8 мај во Белград, на кој присуствувале 211 делегации од 128 земји на светот, официјално е најпосетен погреб на некој државник во историјата. Тој е погребан во поранешната зимска градина на својата резиденција, така наречена Куќа на цвеќето, а неговиот гроб досега го посетиле милиони луѓе.
При крај е изготвувањето на 7-годишната стратегија за социјална инклузија на ромите. Целта е да се подобри состојбата во 5 клучни области. Истата ја изработува Одделението за локален економски развој при општина Куманово, а веќе јавно е објавена на сајтот на општината. Свои предлози и идеи може да дадат сите заинтересирани, а на крајот на месецот ќе биде доставена и до Советот. Представници на општината, Советот, институциите, невладините организации денеска присуствуваа на 5-та работилница од предвидени 6 за изработка на стратешки документ Стратегија за социјална инклузија на ромите на општина Куманово за период 2023-2030 година, која ја изработува Одделението за стратешко планирање, креирање политики, следење и локален економски развој. Првичната верзија на 7-годишната стратегија опфаќа 5 области на делување: образование, здравство, вработување, домување и култура. Од Одделението за локален економски развој појаснуваа дека претходните стратегии дале свој придонес и има значаен напредок во образованието, но за сега најлоша е состојбата со домувањето. Иако е предвидено и во националната стратегија, до сега во градот не се доделени социјални станови. Денеска што работевме на буџетирањето во областа на домување, мислам дека и најголем буџет ни е тука, бидејќи се предвидени и легализација, урбанизација на тие ромски населби, пошто знаеме дека и Средорека и Бавчи се во зелен пояс, каде што ќе треба да се направат и измени во законската регулатива за да влезат од зелен пояс во градежно земјиште, да видиме што можеме тука да направиме. Ко општина или ко локална самоуправа не знам колку можеме да успееме, тоа ќе треба на повисоко ниво да се дискутира, да се разговара или некои измени да се направат по законска регулатива за да тоа се успее, за да се легализират тие населби, да кажеме, и тие куќи. Другиот дел што офата поголем досега е од самата стратегија што беше 2005-2015 беа предвидени социјални станови во општина Куманово. До сега немавме таква реализација и еве сега во самата стратегија ние пак предвидуваме за во рок од 7 години некаде околу 50 стана да бидат изградени социјални, каде што тука ќе биде преку Министерство за транспорт и врски, локална самоуправа, представници од невладини организации и страни донатори, каде што може да се финансират за да се реализира таква една програма. Со стариот закон за легализација, веќе ако збориме само за роми, имаме некаде околу 600 до 700 куќи кои што имат поднесен за легализација. Проблематично ни е легализација, да кажеме, во тие ромски населби, каде што претежно во период, да кажеме, Средорека и Бавчи се зелен пояс, каде што треба да се направи таа измена во тој урбанистички план и за да можат да се направат начин како тоа да се направи. Првично би требало да се направи таа физибилити студија, каде што од зелен пояс би требало да биде во Градежен и оние сите апликации кои што веќе се поднесени, а бројката е некаде околу 650 до 700 куќи, би требало да оди тој процес, например, за легализација. Има некои проблеми каде што треба законски тоа да се направат измени и тука ќе треба на повисоко ниво да се реагира. И тука не само како општина Куманово, мислам дека вакви проблеми имаме и во други градови, кој што е Бајр во Битола, Тризла во Прилеп, Прошуто Ризари, значи може тоа заеднички да се направат некои измени во законот за да можат тие куќи кои што се веќе постоечки да бидат направени во законската регулатива. Еден од тие примери што има в комуникација, да кажеме, со некои лица во областа на урбанизам, како што има законска регулатива, например, како за Стара Чаршија и за други, што се со посебни закони, зашто и такво нешто не се направи и за тие ромски населби. Оваа стратегија би требало да го подобри животот на ромите во Куманово. Процентот е околу 2,3. Меѓутоа, тоа не значи дека голем дел од ромите се иселуваат, се враќаат и интенција на Советот да усвои една ваква стратегија која ќе биде еден вид на акцијски план за подобрување на животот на ромите во Куманово. Ромите се луѓе кои се соочуваат со голем број на социјални, со голем број на економски проблеми, со голем број инфраструктурни проблеми. Оваа стратегија која веќе пета работилница, која веќе пета поред со советниците и со други институции, со луѓе кои може да придонесат во правење на една добра стратегија,
е приоритет за Советот. Советот во некој од наредните седници, откако нели денеска ќе имаме работилница и откако ќе видиме кои се приоритетите, ќе даде зелено светло оваа стратегија да се изгласа и да се усвои на ниво на општина Куманово. Мора да потенцирам дека стратегијата не е само за да се користи од страна на секторите од општина Куманово, туку напротив, тука може да учествуваат и други институции, приватни фирми, сите што се доброволци да ги кренеме малку работите на овој дел од население за поквалитетен живот во Куманово. Стратегијата за социјална инклузија на ромите е достапна за кумановци и тие можат да дадат своји идеи и предлози. На крајот на месецов истата ќе биде доставена до Советот. По повод предстојниот ден на полицијата, 7 мај, ќе се одржи доброволна хуманитарна акција за собирање на прехранбени производи како и средства за колективна и лична хигиена. Акцијата е предвидена за 6 мај, сабота, во период од 10 до 14 часот во ИПА канцеларијата. Донациите ќе се предадат на Црвениот крст за понатамошна дистрибуција на социјално загрозени семејства. Се повикуваат сите членови и пријатели на ИПА регион Куманово активно да земат учество во планираната хуманитарна акција. Во служба преку пријателство, се вели во соопштенијето. Во Куманово месецов ќе се одржат низа културни настани со поддршка на Фондацијата за култура и спорт. Утре на градскиот плоштад во 14 часот е предвиден настан на буква по повод одбележување на Денот на македонскиот јазик. Повеќе од изјавата на градоначалникот. Имаме Кисити концертна промоција организирана од мултимедијален центар ЛУК. Потоа исто така културна детоксикација од истата организација. Фотоколонија Мистериите на Бислим во организација на Сдружение на граѓани на локална акциона група за рурален развој Гласот на селото. Традиционалниот маскенбал Батко Ѓорѓија 23-та во организација на Фондација за култура и спорт Куманово. Одбележување на победа над фашизмот и Ден на Европа. Вообичаено 8 или 9 мај го организираме тоа во организација на Фондација за култура. Заедно сме ЕУ, прослава на Денот на Европска Унија, со невладината организација Пулсот на демократија. Предпоставам ќе биде организирана трибина. 10-ти јубилеен годишен концерт Куд српски вес Куманово, тоа ќе биде околу 12 или 13 мај. На 15 мај детска ликовна колонија Пшиња, хуманитарно здружение Мајка е организатор, а секако покровител на сите овие настани е општината, директно од нашата програма годишна и Фондација за култура. 15 мај дуо пијано Марко и Милена Митковска, тоа е концерт. 16 мај уличен фестивал Куманиум 2023 во организација на Фондација за култура. 18 мај денови на српска култура во Куманово, исто така реализира Куд српски вес Куманово. 20 мај постапките на Карпош во организација на јавна општинска установа библиотека Тане Георгиевски. 23 мај ден на сесловенските просветители Свети Кирил и Методи во организација на Сдружение на просветни работници Куманово. Исто така на 23 мај е ден на власите во организација на Фондација за култура и спорт на градот. 26 мај игра плей фотоклуб Куманово, ќе имаме организација и изложба. 27 мај матурски хепенинг Фондација за култура и спорт Куманово, тоа е традиционална. На 27 мај исто така и пролете пикник фестивал и Кумановска суџуклијада во организација на Сдруженијето Бисер. Овој настан можеби ќе се одложи и ќе се стави во ист термин да биде со настанот кој што го организираме на крајот на летото, тоа е Тамбурашкиот фестивал.
На 27. мај исто така 15-та клубска изложба на уметничка фотографија, Мајски салон 23-та година и 29. мај приказна за љубовта од истокот, Сдружение Динамик Кумано. Тоа се сите културни настани и манифестации кои што ќе следат во месецот мај. Полициски службеници од СВР Куманова синоќа пред полноќ привеле 36 годишен кумановец и против него била поднесена соодветна пријава затоа што околу 23 часот во семејниот дом физички го нападнал неговиот 35 годишен брат. Полициски службеници од полициското оделение Ранковце вчера вечер лишиле од слобода 44 годишен жител на село Ранковце Кривопаланечко затоа што во селото физички нападнал полициски службеник кој извршувал службени дејствија. Тој бил приведен во полициска станица и по целосно документирање на случајот против него ќе следува соодветна пријава. Актерот Горан Илиќ вчера вечер ја одигра последната представа во богатата актерска кариера пред да замине во пензија летово. На сцената на Центарот за култура синоќа премиерно беше изведена За кого бијат камбаните во режија на Мартин Кочовски. Представата е поддржана од Министерството за култура, а се реализира во година кога Театар Куманово одбележува 75 години од постоењето. Премиерната изведба на представата За кого бијат камбаните во режија на Мартин Кочовски е последната представа во богатата актерска кариера на Горан Илиќ, кој летово ќе замине во пензија по речиси 5 децении на сцената. Во полната сала на Националната установа Центар за култура Трајко Прокопиев, колегите и публиката со долг аплауз и награди му го честитаа пензионирањето. И ми честитам ова представа е по повод 75 години од постоењето на Театар Куманово. Театар Куманово не би бил ништо без неговиот актер Горан Илиќ. Да ме честитам оваа премиера, а со тоа и да го испратиме вака достоинствено во пензија. Актерот не се пензионира, тој продолжува да игра до крајот на животот, така што Гиве ќе го гледаме уште долго на даските што живот значат. Неговата биографија е долга, има улоги милион на филмското платно и тука. Само едно големо благодарам од сите нас, од целиот колектив и се разбира од вас, нашата публика. Официјално во Театар Куманово Илиќ бил вработен на 1 ноември 1984 година, а професионалниот живот му е исполнет со многу успешни и наградени представи за својата улога во нив. Аматерски од театар сум од 76 година, да кажем, со улоги. Пред тоа статирав нешто. Значи, од 76 за 47 години во овој театар. Ама не, имам играно и во други театри, доста. Имам 28 представи надвор од овој театар. За мене една од најголеми улоги ми беше улогата на Луков во Црнила. Таму не добив награда, ама се растури жирито, кога председател на жури Мери Бошковац, познатата македонска глумица, рече или Горан ќе добие награда или јас си идам. И овие не се сложија, бидејќи година дена пред тоа добив и сега им беше некако непријатно. За најновата представа Илиќ вели дека е многу напорна, но дека публиката мора да ги прифати и ваквите представи кои што немаат забавен карактер. Ова е доста напорна представа и многу работевме, мислам, 2 месеци, долги проби, многу пење, многу кореографии некои внатре таму, така да беше доста напорно за мене. Мислам, сега со оглед на години, па и некои здравствени проблеми, треба веќе да престанеме да размислуваме дека театар е само забава. Во театар не мора само да идеш да се смееш. Треба малку и да посветиме, бидејќи некако мислам дека со тоа ни падна нивото
некако постојано форсирајќи некои ефтини лесни забави, така и животот не стана некако. Тоа не е баш така едноставно. Треба и публиката да вложи малку. Да кажам сега, не мора одма да почне да чита, ама Вредноста на човечкиот живот, линијата меѓу моралното и неморалното и смислата на постоењето која произлегува од љубовта се дел од темите кои ги отвора оваа представа. Според драматургот Лидија Митовска-Ѓургиевска, во фокусот на представата се наоѓа огромната обединувачка моќ на хуманоста и сочувството, но и големината и нескршливоста на човечкиот дух во безизлезни ситуации, а особено кога човек е исправен пред смртта. Главната улога во представата ја игра Давид Илиќ, покрај него се и актерите Александра Михајловска, Александра Пешевска, Антонио Димитриевски, Владо Дојчиновски, Горан Илиќ, Дубравка Киселички, Жарко Јовановиќ, Јанка Левкова, Кети Дончевска Илиќ, Мирослав Петковиќ, Мишо Димитриевски, Нина Максимова и Чедомир Митевски. За кого бијат кампаните е поддржана од Министерството за култура, а е подготвена за изведба во година кога Театар Куманово одбележува 75 години од постоењето. Општинскиот сојуз на училишен спорт на Куманово вчера одржа општинско првенство во атлетика за основни училишта во машка и женска конкуренција во категорија 6 и 7 оделение и 8 и 9 оделение. На првенството учествува околу 150 надпреварувачи во повеќе дисциплини. Трчање на 300 метри, скок во далечина и штафетно трчање. Денеска пак на градскиот стадион во Куманово се одржаа зонските надпревари во фудбал за основни училишта во машка и женска конкуренција. Понатаму одат основните училишта на Инфрашери машки, Кирил и Методи девојчиња, информира Ивица Ѓорѓиевски, претседател на Општинскиот сојуз на училишен спорт на Куманово. Во продолжение вестите од Македонија. Денеска е важен ден на нашето председавање со ОПСЕ, бидејќи има посебна сесија на Советот за безбедност, свикана само заради председавањето на Северна Македонија со ОПСЕ. Тоа е сериозна можност Република Северна Македонија на врвот на пирамидата на светската безбедносна архитектура да се обиде да создаде синергија помеѓу ОПСЕ и ООН под наше председавање, вели шефот на дипломатијата и председавач на ОПСЕ Бујар Османи. Ние сме во ситуација кога првпат двете тела кои што се одговорни за мир и безбедност во светот се блокирани. И тоа ќе биде денес повиците мои како председавач на нашето председавање, како повик за мир, за спречување на војната во нашиот континент и ставање во функција на механизмите и инструментите на овие организации кои што се изградени во последните децении, вели Османи од Њујорк, каде е седиштето на светската организација, во онлайн брифинг за медиуми. 6 кандидати во трката за ректор на УКИМ. Според пријавите, кандидатите за нов ректор се Билјана Ангелова од Економскиот институт, Горан Ајдиновски од Филозофскиот факултет, негов колега кој доаѓа од истиот факултет, Радко Дуев, Атанас Кочов од Машинскиот факултет, Христина Спасевска од Факултетот за електротехника и информатички технологии, од каде што доаѓа и нејзиниот колега Димитар Ташковски. Универзитетската изборна комисија на состанокот ги разгледа и ги прифати сите 6 пријави на кандидатите за нов ректор на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, кои стигнале пред завршувањето на крајниот рок. Гласањето за нов ректор на најстариот универзитет во земјава е закажано за 30 мај. На сите 23 факултети и 5 институти. Од 15 до 26 мај во кампусите на УКИМ ќе има представување на кандидатите за ректор. На 17 мај ќе се утврди единствениот избирачки список. Право на глас имаат околу 1500 гласачи, избрани во звање доцент, редовен и вонреден професор. Евентуално прегласување е закажано за 9 јуни. Новиот ректор на Скопскиот универзитет треба да го наследи актуелниот Никола Јанкуловски од Медицинскиот факултет, кој функцијата ректор ја извршуваше во 2 мандата. До утре Министерството за финансии треба да одлучи дали ќе стави крај на сагата со штрајкот на вработените во Државниот испитен центар, што пак ја стави под знак прашалник државната матура и другите тестирања. Од синдикатот на ДИЦ вела дека нема да отстапат од барањето за зголемување на платите. Средношколците во паника, бидејќи за помалку од 1 месец повеќе од 15.000 средношколци кои се пријавиле да полагаат државна матура треба да бидат тестирани по првиот екстерен испит мајчин јазик. Министерството за труд и социјална политика информира дека денеска започна исплатата на правата од социјална, детска и цивилна заштита
За април 2023 година, корисниците на парични права кои што поседуваат дебитна картичка ќе можат да подигнат готовина на банкоматите на банките, да ги користат средствата за безготовински плаќања во продажната мрежа или преку електронско и мобилно банкарство од денеска 4 мај. Со цел да се избегне метеж за корисниците кои не користат картички, исплатата ќе се спроведе во две групи во сите отворени филијали и експозитури на банките. Согласно утврдениот ред по азбучен ред, според првата буква од презимето и тоа денес од А до Л и за утре од М до Ш. Во текот на вчерашниот ден, Министерството за внатрешни работи спроведе засилена акцијска контрола на територијата на земјава за санкционирање на возила кои се движат со брзина поголема од дозволената, при што санкционирани се 247 возачи. Од нив 14 возила се движеле со брзина над 50 км на час повеќе од дозволеното, при тоа 133 возила ја пречекориле брзината во населено место, а 114 надвор од населено место. Заменик председателката на СДСМ Стања Лукаревска најави дека од утре започнува исплатата на Мој ДДВ за првото тромесечие, сега со зголемен лимит од 2100 денари. За прв пат ќе исплатиме 2100 денари кај сите оние кои преку скенираните сметки дошле до тоа ниво. Во текот на утрешниот ден веќе ќе бидат исплатени првите налози. Средствата што ќе треба да се вратат преку оваа мерка за првото тромесечие се околу 10 милиони евра и тие средства се предвидени во буџетот. Ќе инсистирам секој почеток на тековна година да расте лимитот за поврат на ДДВ на физички лица, порача Лукаревска. Времето денеска во Оролозите најавуваат променливо облачно време со локални врнежи од дожд. Температурата ќе се движи во интервал од 8 до 18 степени Целзиусови. Тоа е се за вечерва. Останете понатаму со нашата програма.